Разговараме со следната гостинка за промовирање на одржливиот урбан развој преку усвојување на современите технологии кои потикнуваат еко пријателски однесувања кај граѓаните. Професор Јана Клопчевска ова утро е гостинка во Македонија утро. Добро утро. Добро утро, Ранко. Добре дојдовте прво директно од пат во нашето студио, бевте во Црнагора, па што се случуваше на евентот, на настанот таму? Да, интересен настан, до сега прв од ваков ранг нели за мене. Мене ми е многу интересно во студиото, бидејќи секој пат нели кога доаѓаме се поубаво и поубаво се. Па и темите се поубави, што ги носите, да. Содржините, нели? Интересни теми, меѓутоа интересно и студио, многу сте се подновили, многу е пријатно да се разговара. Ние во Подгорица бевме делегација од град Скопје. Тоа значи дека сите одделенија од градот, односно не сите, да речеме, одделенија за меѓународна соработка, IT одделението, ќе напоменам и зашто, секторот за животна средина, заедно со јавното предпријатие ЈСП, Паркови и зеленила и предпријатието Дрисла. Значи представници. Ние од R&D секторот, заедно со UNDP, бевме присутни, бидејќи се работеше за еден многу интересен евент на токенизација и одржливи градови. Што значи одржливи градови? Подгорица буквално е фокусирана на јавниот превоз, бидејќи јавниот превоз не функционира, односно слабо функционира. Ние сме фокусирани повеќе на она што за што сум јаснили тука, односно токенизација на градот во однос на биоотпадот и собирање на биоотпадот. Како функционира на таа тема таму каде што бевте? Не функционира. На таа тема нема да бидам нели лажно скромни да кажам дека ние сме понапред, доста сме понапред, доста сме направиле во изминатиот период со биотехнолошката биохакинг лабораторијата, нели, за која што работиме извесен период и сметам дека сме доста понапред. Добро, Скопје е и поголем град. Да речам, меѓутоа, за разлика од колегите од Подгорица, бевме фокусирани на токенизација на нешто што е сосема, да речам, различно од нив. Меѓу делегацијата од градот имаше доста голема, значи сега колегите ќе гледаат сите што се уклучени во проектот, ги поздравувам. Имаше доста меѓу секторска соработка, која што е многу битна за градот, кога веќе го представуваме некаде надвор. Сметам дека тоа е не единствено представување, дека и на неколку веќе наврати и светски настани беше представен град Скопје со овој проект на токенизација. Само да објасниме накратко за токенизацијата, каков процес е тој, што значи по дефиниција? Токенизацијата значи дека со некаков вид на баркод или апликација ние, како што сега се собираат пластичните шишиња, ќе може и отпадот да го собираме. Работиме моментално на мерките, цел тим како што го направив, на мерките како тоа ќе изгледа понатака. Како граѓаните, граѓанскиот сектор, бизнис секторот, значи сите што се вклучени во градот и во државата, се надевам понатака, ќе можат да некако на електронски начин со добивање на сертификати, со добивање на одреден бренд, етикета и слично, да се уклучат на почетокот иницијатива со пилот проба, а понатака ќе биде, веруваме, на целиот град. Сега зборувавме на почетокот на разговорот, зборувавме за настанот, сега да зборуваме за проблемот. Свесни ли сме, ревностни ли сме, соработуваат ли сите структури кои што ги напоменавте? Па се надевам во овие 4 години, во овие интензивни нели гостувања по емисии и разговарање на темата, дека веќе сите и се свесни и се сакаат да се вклучат. Значи постои желба кај бизнис секторот, кај хорека секторот, нели сите оние со храна што се занимаваат и производителите на отпад, во смисол производителите на храна, компаниите и сите до сега пробавме да ги обучиме, некои идни планови имаме за поголем проект и поголема обука со светски домашни предавачи, така да ќе биде многу интересно понатака, она што заедно со UNDP го спремаме во иднина. Каков е процесот на создавање на овој биоотпад? Кој го создава? Сите. Значи го генерираме сите. Верувате, од дома до генерирате тука во телевизијата. Значи сите го генерираме. До колку? До толку, да. Еве ќе кажам една бројка на просечен кафич кој што може да генерира 3 до 4 кила само отпад од кафе во текот на денот. Значи тоа е една бројка која што работиме, која што веќе добивме прецизни резултати и студија направена, поставени се 2 компостари од страна на градот со кои што може да преработат 1 тон на ден нели отпад во вид на компост, кој што ќе биде пренаменет или ќе се даде за употреба за оние кои што може би за хортикултура или кои што ќе садат нешто или слично, може во рамките на самиот град и надвор, така да работиме паралелно на повеќе концепти кои што ќе може буквално да ни помогнат
за таа токенизација. Веќе имаме и физибилити студии, бројки како располагаме, на некој начин го имаме скенирано градот. Тоа значи дека само треба да почнеме во пракса да го применуваме тоа и сметам дека во брзо време ќе сме доста активни. Велите генерираме отпад. Што значи тој отпад? Тој отпад значи дека доколку ние го преработиме во корисни производи. Добро, прво што и прави на животната средина? Прво какви се ефектите, негативните ефекти? 45% од вкупниот биоотпад и ние со тоа што ќе го собереме, ќе го токенизираме градот, ќе заштитиме животната средина и сами себе. Значи ќе добиеме корисни производи, не само компост, него многу други корисни производи, ќе намалиме 45%. Значи тие 45% нема да одат во Дрисла, затоа и ние имаме постојано, сме под нив и работиме со нив, со градот, со депонијата и буквално е една супер иницијатива да се заштитиме сами себе. Што треба да направиме ние обичните граѓани, па ете ги споменавте фирмите, кафичите, кафулињата, кафеаните, меани, што и да се, секаде каде што има луѓе, што треба да направат со цел да се спасиме од овој отпад? Толку ли е сложена и проблематична таа процедура? Што треба да се направи за да се спасиме од отпадот? Кој што го создаваме ние? Не е сложено и проблематично, туку треба да воведеме нели законска регулатива и преку кое што граѓаните буквално ќе знаат, ќе бидат мотивирани во иднина, значи ќе се дадат субвенции, ќе се селектира, прво треба да знаеме дека во различни нели канти за отпадоци треба да го ставиме, да го селектираме оној од храна и оној овој зеленчук, бидејќи тоа е корисен. Од овој зеленчук можеме и брикети за грејење, нели имаме проблем со загадување со грејењето со слично, па во зимскиот период ќе направиме корисни производи кои што понатака ќе ни ја заштитат животната средина. Затоа и работиме толку активно, интензивно неколку години. Свесни ли се луѓето кои што живеат тука, бидејќи не интересира најмногу за нас, свесни ли сме сите ние што живееме тука, што би направиле со мала грижа, со малку време кое што би го одвоиле во текот на денот, во текот на часот, за да селектираме отпад? Дали постои ментален склоп да го поднесеме тоа како информација? Јас мислам дека да, доколку се работи вака на интензивни кампањи, интензивни гостувања, разговори, кои што ќе се сведат на едно нормално ниво на граѓаните да се објасни што тоа може да ни донесе нас во иднина како град. Мислам дека се свесни, дека почнуваат да се освестуваат и дека ќе не поддржат во иднина. А свесни ли сме, разговараме ли доволно, се зборува ли доволно на оваа тема? Па, не знам дали се зборува доволно, меѓутоа од вака делегација бевме присутни во пешачењето во Подгорица, никако меѓу себе си разменивме искуства дека е почист градот од нашиот. Може би дека помал, може би различен ментален склоп, меѓутоа не може да се смени преку ноќ тоа, може само да се разговара, да се работи, да се едноставно комуницира темата на отпадот. Така и сите ќе бидат вклучени. Ако е за наша добра, јас лично сум селектирала во Австрија, бев на подолг престој. Не беше ништо комплицирано и сложено, само треба постои еден посебен дел, бидејќи тој со текот на време почнува да мириса, нели во кујната, буквално и треба да го брзо однесеме во делот каде што постојат посебни контейнери за собирање на биоотпадот. Ја споменавте Австрија, одлично искуство, можам да кажам за Германија, во кантите кои што се за отпад со посебни бои, не сме никој да фрла друг отпад од друг тип, освен оно што е наведен. Ако го стори тоа, следува санкција, а воедно и отпадот од таа куќа или стан или што и да е, влез, резиденција, нема да биде кренат или земен од страна на одговорните служби, туку ќе мора сопственикот самиот да го носи тој отпад таму каде што треба, па тоа се дополнителни трошоци и така натаму и така натаму. Така, со тоа добиваат поени, а ние работиме на тоа да се добие поени при паркинг, дали во зоолошката градина, карти, сувенири од биоотпад ќе бидат присутни и уште некои... Паркинг, немојте за ово друго, можеби нема да ни интересира, се шегувам. Да, разговаравме баш со колегите. Билети за културните настани и манифестации, да можеби таму да има некаква субвенција со цел луѓето да почнат да го следат сето тоа. Ќе бидеме, работиме на тоа дека сите сме граѓани тука живееме, така да работиме на тоа барем паркингот да биде и некои други интересни делови за туристи да привлечеме. Може ли Скопје да привлече туристи, еве барем на оваа тема, може ли Скопје да стане чист град, може ли Скопје и Македонија да станат земја која што ќе биде пример, ако ништо друго, барем во регионот? Ќе звучам оптимистички, но да, може да биде, доколку се сериозно се сработи.
какви се идеите, плановите, кои кампањи во следниот период може да се најават или тоа оди чекор по чекор? Тоа оди чекор по чекор, меѓутоа токенизацијата не е едноставен процес, бидејќи ќе постои некаква берза размена, никакво искуство гледаме од другите градови. Претходната година бевме присутни кај градоначалникот на Љубљана, видовме многу интересни работи од паркови зеленило, како се рециклираат, да речеме, во хартија, кои што користат во градот. Прототипи оваа година работи тим само на сувенири. Паралелно работевме на мапирање. Сега е веќе работиме на стратегија како да се набават возила, како ќе изгледаат возилата, кој ќе ги собира. Буквално на транспортот и логистиката ќе биде уклучено со тоа што ќе направиме на поголема академија за компаниите, за бизнис секторот, подпишување на некои јавни и приватни партнерства со градот и слично. Ќе најавам само од прилика нешто, бидејќи сите се во тек проекти и сметам дека ќе постигнеме целта. Црпевте искуства сега, викендов, изминатиот викенд, од Подгорица, од Црнагора, каков е распоредот, каде се оди следно, каде сте биле претходно, може ли некои други искуства да споделите на оваа тема? Вака, на искуството во Подгорица беше многу интересно, бидејќи UNDP организира, да речем, соговорници кои што ќе ни објаснат какви се системите на токенизација, обично со блокчейн или во градежниот дел се инвестира, меѓутоа имавме примери на Лондон, примери од Полска и значи некои градови што се многу слични до нас, а некои градови што се по менталитет доста различни од нас. Како почнале, каде почнале, со што и до каде стигнале. Значи буквално треба сериозно да се работи на тема, за да можеме 45% да речеме од отпадот да го селектираме и да го намениме во корисни производи. Дали е реално да очекуваме 100%? Не. Според мене не, како научник и како некој... Не тука или никаде? Па не верувам дека никаде постојат 100%, јас еве да речам дека можам да очекувам над 70%. Тука кај нас? Оптимистички, да. Преоптимистички, професорки? Па не би рекла дека е преоптимистички, би рекла само дека во прашање луѓето кои што ќе не слушаат, да. Или прекинувач. Да, ќе се смени. Понашки, да. Добро, што е следно во агендата, каде одите следно? Споменавте Кина, споменавте други настани евенти поврзани се со ова? Да, поврзани се со ова. Следно е Пекинг, ќе видиме системот таму како е, бидејќи се работи за голема популација, значи ги следиме системите од, да речеме, држави како што се Подгорица до сложените системи, како се решени, потоа ми се чини дека дел Баскија. Па ќе видиме како ќе биде, некако планираме Абу Даби следната година. Мислам, баш по токенизација и Green Talks се нарекува конференција, така што ќе биде представен паралелно, градот е представен од страна градоначалничката на светско ниво, Сингапур, Батуми и слично. Концептот на таа лабораторија не постои, значи на другите места нешто многу слично има во Виена, меѓутоа сме да речеме единствени со овој концепт. Сингапур го споменавте, Абу Даби, Дубај, кој бил таму знае дека може и со бели чорапи да се шета бос, така што пренесете ги искуствата, донесете ги тука, обидете се да барем тие 70% да ги постигнеме. Не мора 70, нека се 60. Нека се 60. Нека се 60. Ви благодариме за учеството. Јана Клопчевска од Институтот за органска технологија, гостинка ова утро, токенизација, обид да се елиминира, ако е можно, биоотпадот, па да видиме до каде ќе стигнете. Отворено е студиото, повторно ве чекаме. Благодарам. Благодарам, Браго.